Господине Наум Пановски, вие предизвикавте навистина бура во македонската јавност, одбивте да го добиете признанието, наградата Рацин, за вашето дело Коста Солев смртопис. Причина беа општествените политички состојби, како што образложивте. Може ли сега за телевизија 24 да објасните за какви состојби станува збор, поточно за што реагирате и заради што всушност ја бойкотирате сопствената награда? Видете, пред се благодарам многу што ме поканивте да бидам ваш гост и да го споделам не своето мислење. Јас веќе кажав, ми се чини доволно и доволно зборувам и со книгата и директно со обраќањето да ги кажам своите ставови, но во овој момент би сакал малку со неколку збора да дообјаснам некои работи. Што се однесува до ова што вие го говорите, ќе почнам со една, да ја наречам, општа сентенца, а тоа дека никој нема монопол над вистината и над вистината за Рацин и над вистината за Македонија. Што се однесува до Македонија, видете, ние 30 и неколку години од така нареченото самостојување зборуваме, но ништо не правиме. Доведени сме денеска во една многу неповолна ситуација, што и вие знаете, јас ја нарекувам и поразна, во која што системот комплетно е распаднат. Комплетно, на многу ниво. И во еден момент, јас тоа сум го говорил, сум го пишувал, вие знаете, сме биле заедни на барикади, што би се рекло за подобрување на состојбата во Македонија, што не помогнало. И во овој момент мислам дека единственото со кое што можев да ја свртам да го свртам вниманието на македонската јавност кон состојбата во која што сме, кон самите себе, затоа што ние сме виновни за тоа, да го наречам, полураспаѓање, за тоа што сме failed state, ако сакате. Македонија е пропадната држава. Го сакале тоа моите критичари да го признаат или не, тоа е факт. И тоа се повеќе и повеќе станува пропадната држава, затворена, со беспаќа, заради тоа што се занимава со периферни работи и не ги гледа суштините. И, што е најбитното, во целиот тој процес, она што е најбитниот сегмент за мене во едно општество, а тоа е културата и образованието, се на периферната страна. Тоа се, да ги наречам овака, основните параметри околу кои што можеме да разговараме. Добро. Ајде прво околу оваа состојба, па потоа се разбира. Состојбите ќе разговараме, очигледно, како што ве разбрав, вие сте се откажале од наградата за да ја привлечете јавноста за општествените состојби за државата во која живеат граѓаните. Да. Сега, критиките се однесуваат и од општина Велес, еве и академик Атица Чулавкова, се однесуваат прво, велат, зошто воопшто сте се пријавиле, ако сте решиле воопшто да не ја земате таа награда? Прво, дозволите ми да бидам малку по-остар, да не речам по-груб. Тоа прашање е не само глупаво, туку ирелевантно. Тотално ирелевантно. Од кои причини? Од причини што воопшто не е битно дали јас сум се пријавил, дали некој друг ме пријавил, дали не сум знаел за сето тоа. Јас стојам за таа пријава, да се разбереме во тој контекст. Мислам дека да се насочи целата дискусија, целата јавност на периферно прашање дали јас сум се пријавил или не, е апсолутно забивање глава во песок, како ној. Тоа е едната работа и од тука гледам еден друг проблем, што македонците, поголемиот дел од јавноста, не сите, затоа што има и спротивни мислења на некои самовљубени величини. Не сакам да говорам, навистина не сакам да влагам во полемики, не сакам, јас ви велам, го реков тоа. Го кажав она што имав да го кажам. Моите критичари нека зборуваат што сакаат. Вистината со која што сакам да се суочиме е
да престанеме да профитираме, да бидеме професионалци по да бидеме професионални македонци, да бидеме лукративни македонци кои што користат викајќи што повеќе јас за Македонија, туку да се свртиме вистински во акција за менување на состојбите. Јас тоа го гледам. И мојот, ако сакате, не би рекол револт, мојата заложба и со книгата е да се види Коста Солев од една друга страна. Да се види дека не е тоа она што ја го нарекувам и голем зел, ако сакате, и на книжевните критичари и на многу други. Едно постојано прежвакување на слама едно те исто. Дека ние се бавиме со малограѓански проблеми околу Коста. Коста е многу повеќе од тоа. Коста е, како што јас велам и во книгата, и во обраќањето, кое што беше цензурирано, затоа уште ќе разговарам и ќе говорам повеќе за цензурата. Коста е Прометеј кој што фрла светлина кон сите нас, да видиме што се случува со нас и околу нас. Нажалост, ние тоа не сакаме да го видиме. Односно, поголемиот дел од јавноста не сака да го види, затоа што од една страна постои таа, да ја наречам, замаена критика која што се бави со некои формални непотребни прашања, але од другата страна постојат и други мислења кои што и текако го оправдуваат и велат да, конечно некој да каже, да ни ја каже, да ни ја тресне вистината в лице. Еве, од прилика во тој контекст би можел да одговорам. Ве разбрав добро, вие се пријавивте за награда Рацин само за да слушне јавноста, граѓаните да слушнат. Повторно ќе ве прашам во каква држава живеат. Само заради тоа. Добро разбрав? Не, да ви кажам една работа. Тука мораме да го расчистиме тоа прашање. Јас повторно велам. Дали јас сум се јавил лично? Дали некој друг ме пријавил? Дали тоа пријава е направена под притисок на некои луѓе? Јас не сакам да ги кажам имињата на тие кои што стојат за целиот тој, да го наречам, процес. Јас ја преземам одговорноста за пријавата. Значи, правете разлика, јас зборувам многу јасно и прецизно. И затоа велам, не е битно дали сум се пријавил или не сум се пријавил. Она е таму, постои пријавата, сум се согласил на тоа што е таа книга пријавена и во даден момент кога сум не сум ни верувал дека ќе добијам наградата, да бидам искрен. Јас никогаш не сум сакал да конкурирам нит за никаква награда и не сум го направил тоа. За мене наградите се прашање на, како да го наречам, едноставно не ме интересирале. Ни оваа награда не ме интересирала. Дошла, тука е и мислам дека е добро што еве на некој начин некои луѓе, благодарност на жирито повторно, што сватиле дека во таа книга има нешто друго, дека постојат други како се вика аспекти на Коста. И во контекст на сето тоа јас не можам да побегнам од себе. Да одеднаш фала, јас сум им многу благодарен и ќе прифатам вашата вистина за Коста. Извинете, јас имам 76 години, како што велам таму. Јас идеалите на својата младост, а тоа се нормално учени идеали, не само од Кости и од многу други, да се спротивставиш на секоја тиранија, без разлика од која страна на власта доаѓа, е принцип кој што ние мораме да го следиме. А тој принцип, еве, ако сакате, постои еден конкретен случај што Коста многу јасно и прецизно го артикулирал во својата, како се вели, балада за стопата, која што е игнорирана во Македонија. Конкретно, за мене таа балада, наместо да зборуваме за тоа, за неговото творештво, за неговите постапки, за неговата акција, не зборуваме, он се пријави. Зашто се пријавил, сега се откажам. Упало малограѓанско однесување. Баладата за одат, по моје скромно познавање на литературата и на многу други работи кои што одат заедно, е прва антисталинистичка песна напишана меѓу двете војни. Таа е на линија на отварањето на Крлежа, ако сакате, од една страна, и еден сериозен критички, поетски став во однос на репресијата, односно што може да дојде од една идеолошка доктрина. Постои, да не ви земам многу време со се ова. Не, ве молам, продолжете.
Постои податок, кај мене во книгата, тоа е добро разработено, се надевам, во која што 39 година, песната е објавена 38 во младост, на српски. Српски кој што, нели, македончујшчи не го признаваат и го сметаат за некој баук. Ние не разбираме дека треба да бидеме толерантни на милион начини, особено кога е литературата во прашање. Коста ја пишува 38 таа песма, 39 година во Скопје на филозофскиот факултет, каде што предава естетичарот Душан Неделковиќ, го викаат на гости Коста и во таа просторија, во кабинетот на Неделковиќ се Душан Поповиќ, негов другар на Коста од робијашницата во Сремска Митровица, и Блажо Орландич, кој што е инструктор на ЦККП-ју за Македонија. И Душко од прво почне да го критикува и вели, што мислиш, како си ја напишал, вика, дали ти мислиш дека тоа е за сталинизмот, а може би тоа се однесува на нас. Сега да не ви го читам одговорот на Коста, али во тој контекст кој се сосема мирно одговара, вика, нема потреба за никакво абстрахирање, во сето тоа се вклучува и овој наш разговор во кој што вие сте цензор во однос на тоа што јас го пишувам. Стапалката која што има клинци се однесува и на нас и нашето дехуманизирано однесување. Од тука и мојата реплика таму дека Коста се бори и бара хуманизација на нашите односи, а не цензура. Затоа јас реков во своето обраќање дека е флагрантно кршење на уставот на Југославија, на Македонија, член 16, кој што забранува било каква цензура и било какви и дозволува и треба и има дека говорот е слободен и тоа е гарантиран. Нажалост, мене говорот нити ми беше слободен и ми беше цензуриран. Тоа е факт. Тоа се случи. Говорите за идејата која го испративте, објаснувајќи таму зошто всушност ја одбивате наградата Раци. Да, тоа е истата причина, јас мислам. Се надевам дека одговорив на тоа прашање. Да, околу одбивањето, тоа разбрав. Дали би сакале да коментирате академик Катица Ќулавкова, таа вели дека го користите Рациновото признание? Ако ја коментирам Ќулавкова, ќе се сведам на нејзино ниво. Немам потреба. Моето мислене за Ќулавкова, дозволете да го премолчам, затоа што таа говори доволно самата за себе. Немам намер да влегувам во меѓусебни како се вика распри и да бидам храна на малограѓански препукувања. Јас говорам принципијално. Некој може да се Јас може да се сложам со некој, односно некој може да се сложи со мене или не, тоа е нивно право, исто како што секој има право да ме критикува, но никому не му дозволувам да ми го одземе правото на мислење и на собствен став. Тоа е многу битно за мене. Така што од тие причини оставете нека работи, оставете го тоа. Добро, во ред, се разбира. Припукувања не би сакала да има воопшто во овој разговор, но и важно е, се разбира да важно е да се слушнат и критиките, вие сте ги виделе, но одбивате да реагирате. Јас сум ги видел, слушате да ви кажам, секој има право на, извинете што ве прекинувам. Секој има право на свое мислење, секој има право на критика. Дали јас се сложувам со тие критики, тоа е сосема друга работа. Јавноста е, како што и сами гледате, поделена. Има луѓе кои што сметаат дека чинот кој што сум го направил е извонреден, има луѓе кои што, да не кажам што се како грдо и така натаму непристојно се однесува, не сакам да говорам, да употребувам тешки збори, луѓе кои што мислат поинаку и кои што ме осудуваат, тоа е нивно право. Знаете. Околу состојбите во културата споменавте дека главните критики всушност сега од ваша страна, говориме и реакцијата ваша, се однесуваат токму на културата, на идентитетот. На култура, на идентитет, на јазик. Видете, например,
Да. Сите зборуваат за одбрана на јазикот, полна уста одбрана на јазик, но конкретни мерки нема за тоа. Всушност, ако ги видите представниците во собрание, сега ќе ви кажам, не сакам да навлегувам во како се вика, во теми на албанскиот јазик, не заради тоа што малку го познавам, но заради тоа што тоа е друга тема, но и едните и другите пратеници сопствениот јазик не се го познаваат добро. Говорат прво неписмено, а второ, она што мене повеќе и највеќе ми смета, тоа е помодарство на употребување на англицизми, што ја го нарекувам маклиш. А да не говорам за милион други работи, од фирми, од плакати, од наслови и така натаму. И сето тоа како ништо да не се случува. За образованието друга приказка. Вие ги знаете многу подобро состојбите во образованието од основно училиште. За некои мерки сум предлагал, мислам дека сме зборувале 1912 кога престојав како Фулбрайтов експерт во Македонија, кој што никој не го слушаше, затоа што нели македонците знаат се, дигнав раца. Но основниот проблем е од основното образование натака. Ние не смееме да дозволиме невоспитана насилна младина. Ние не смееме да дозволиме родителите кои што можат да ги платат оценките на своите родители да интервенираат. Точка. Тоа е коруптивната ситуација која создаваме. Ние создаваме коруптивни генерации. Тоа е ужасно. И така натаму, и така натаму. Тој дел. Што се однесува до културата сама, мислам само културата да ве цитирам околу културата. Како дозволивме на работниците во културата да им се ускратуваат правата на елементарна заработувачка, политичарите да си ги зголемуваат своите примања на нивна сметка и на сметка на работничката класа која веќе ја нема. Која ја нема веќе, да бидам прецизно да ве цитирам. Ова е ваш точно. став. Да. Што е, тоа произлегува, ако сакате да објаснам зошто го велам тоа. Видете што се случува. Синдикатот на културните работници на Македонија правеше протести затоа што постојниот договор се поништува, им се намалуваат платите. Што ја го сметам принципијално. Дали ја се согласувам со некои членови таму, членови на синдикатот или не, друга приказка. Принципијално говорам. Не можете вие на една огромна, многу битна заедница на творци да им ги ускратите за мене тоа се елементарни, како се вика, елементарни средства за живење, да го наречам, а за сметка на тоа имате во собрание пратениците си ги покачуваат платите, а работничката класа нигде ја нема. Во Македонија не постои работничка класа. Све се тоа препродавци, трговци, менаџери и така натаму. Кој работи во Македонија? Никој. Тоа е проблем за мене. И затоа го кажувам тоа што го сега не сакаат да го слушнат. Жал ми е, тоа е вистината. Тоа е грдата вистина со која што јас не можам да се согласам. Добро. Потоа велите како станавме културно-политичка забит која се распаѓа од корупција, национализам, омраза кон сите, највеќе кон самата себе. Вие на Умпановски не живеете во Македонија. Да. Но сум многу поприсутен кој што гледате и оддалеку во Македонија. Не, добро, но сте информиран за состојбите во Македонија. Конечно, вашата реакција е секојдневен, како крик, ги слушаме овие крици, особено за работничката класа за која и Рацин работел, пишувал, еве и вие го кривате гласот. Како велите, секојдневно се прашувам како станавме да станеме полуписмен, вулгарен народ, примитивна средина, село без кучиња и така натаму. Како се случи тоа на Умпановски? Не знам, тоа е работата со која што ние мораме да се соочиме, да се прашаме, да се преиспитаме. Затоа и книгата. Завршува со една сентенца дека сме сите ние виновни, поединечно виновни за смртта на Коста. Заради нашето молчење.
Затоа има една реченица, една девојка го вели тоа, молам, јас, и како што гледате, јас велам другарки и другари. Да не говорам за тие односи во Македонија како се случуваат. Ја не случајно употребувам некој како се вели изрази. Една девојка таму вели зошто македонецот му е најголемиот пријател на македонецот. Непријател, да. Да. Како реков пријател? Се извинувам, непријател на македонецот. Тоа се прашањата кои што јас сакам да се отворат, да разговараме, а не да се плукаме. Не морате да се сложите со мене. Соочете се со себе, со нашите илузии за тоа што е таа држава. Тука е основниот проблем. Затоа и реагирав така како што реагирав. И реагирам и ќе реагирам колку што можам. Само мислам дека ова можеби ќе биде последната реакција. И покрај тоа што од друга страна, чинот на цензура, чинот на ускратување на моите права да говорам, се еклатантно кршење на законот и уставот на Македонија. На кого го пративте тоа видео кое ви е цензурирано, не е објавено? Видеото е испратено до организаторот преку секретарката на време. Јас им реков од времето кога видете, од моментот кога дознав за наградата до моментот, тоа е негде 10 или 11, ја исто дознав од како се вели ден, всушност ја дознав ден по објавувањето или така нешто. Не ни битно. Да речеме 10 кога е објавена наградата. Од тој ден до кога е веќе свеченоста, јас бев контактиран и кажав дека не можам да дојдам, се обидов да дојдам затоа што јас сакав лично да го кажам сето тоа, се обидов бидејќи веќе бев надвор, веќе бев во Цирих и се обидов да најдам авионски лет, да пристигнам во Скопје, но беше многу комплицирано, многу повеќе комплицирано колку што можам да ви објаснам. И им реков дека не можам да присуствувам, но ќе им испратам, тоа беше негде во саботата, ја мислам, ќе им испратам видео, како се вика, видео снимка, во кое што ќе го кажам она што треба да има да го кажам. Но нормално, постои процес. Не можете ви автоматски да направите таа снимка и да испратите. Јас им реков, во понеделникот и сутрина ќе имате снимката. Во понеделникот на 15 сутрина, затоа е подпишано 15 јуни 2026, Цирих, во, не знам, околу 7:30-8 часот е испратено на организаторот, на секретарката на Велес, на председателот, која што понатаму ја проследи таму каде што треба. И јас замолив да не биде, и тогаш замолив, бидејќи го познавам македонскиот менталитет, јас знам што сум кажал, и замолив да не кратат ништо внатре. Да не интервенираат, затоа што ми рекоат да ја монтираме снимката, така беше кажано. Велам, не монтирајте ништо, снимката ви е готова, онака како што вие ја имате. Можат луѓето да се сложат или да не се сложат, ќе има критики, се е тоа окей, но не интервенирајте. И тоа беше последната комуникација што јас имав со нив. Нити некој ми се јави, нити некој ме праша повеќе. Едноставно се објави таа вест на како се вели на председателот, во кое што ќе ми биде доделена во иднина, што е ординарна невистина. Видете, не вистина. Тоа е недопустиво. Тоа е недопуштиво. Тоа е првата работа, втората работа е нормално уште поиќе тоа што е, цензура. Тука сме каде што сме. Ова што сум го направил всушност го потврдува се тоа напротив кое јас како се вели се борите. Се борите? Да. Не можеме така да разговараме. Вие можете да не се сложите што јас го кажувам, но седнете да разговараме, дајте ми аргументи за тоа што го тврдите. Дајте ми аргументи дека Раца е битна во животот на Коста Солев. Раца е една обична малограѓанка, едно девојче кое што не сакало да го погледне. Од 1928 година, од јуни месец, од кога он со Невенка Вујич, која што е вистинската Невенка, негова муза, станува се по и по близок со неа, таа нема никакво значење во неговиот живот. Умеѓувреме, како се вика, во Дрезден, се случува една огромна страстна љубов меѓу него
и Малина Иванова. Зато никој не говори за Малина Попиванова, која е извонредна личност, која е исчезната во чистките на 30-тите, крајот на 30, пардон. Она е испратено таму во Сибир некаде, преживеала, но невисиниот татко, кој што е стар комунист, е убиен и исчезнат. Исто како што е Никола Ровчанец, другарот на Коста Солев, исто како многу други. Ние не можеме да ги негираме тие факти, да затвараме очи. Исто како што денеска ни тврдат, во Велес луѓето ги организираа сите тие работи, каков Тито, каков Велко Ваковиќ. Ве молам, манипулацијата со историските факти е опасна за Македонија. Затоа нас одстрана, нечум да ги именувам фашистите кои што го убија и кои што му ги скршија нозете. На кој што Коста им рекол не уште тогаш. 41 година тој во Велес на еден собир во библиотеката, каде што една бугарка или македонка пробугарски ориентирана од Велес, му вели, ама ние ве ослободивме, ние дојдовме и ве ослободивме. Коста директно и вели, тоа го имате кај Бане Андреев. Малкумина знаат кој е Бане Андреев, меѓу другото, но sejedno, Коста вели, госпожа, ви благодарам многу. Ајде, вика, земете си ја вашата слобода и одете си што побргу од овдека. Тој 41 година. И така натаму, и така натаму. Оние што тврдат дека го знаат Коста и кои што го прежвакуваат неговото име со флоскули, со цитати, цитирајќи се едни други постојано, не го познаваат Коста. Верувајте ми. Коста е голема тајна која што се уште треба да ја откриваме. Она што јас сум го напишал е дел од она што се случило. Кој се е виновен за неговата смрт е, да не ви кажам, и битно и небитно, но битно е зошто е убиен. Убиен е затоа што бил подобар од сите, убиен е затоа што бил слободолюбив, убиен е затоа што знаел многу и убиен е затоа што бил против секоја тиранија и преку секој, нели, цензоршип и така натаму. Бил 10.000 години пред нас, верувајте ми. Добро, на крај сме, јас благодарам многу господине Наум Пановски за овој разговор. Билјана, ви благодарам многу за ова, за овој разговор. Како што реков, луѓето имаат право да кажат што мислат, но нека чујат и другата страна. Не постои една вистина и никој нема право и на апсолутна вистина, односно никој нема монопол на тоа што и каков бил Коста. Коста е многу повеќе од сите на заедно. Благодарам многу.